Здраво на сите, јас сум Аци и во ова видео ќе зборуваме на тема како да станете програмер. Односно, како да започнете со програмирање, кој програмски јазик да го одберете, од кои извори да учите и исто така ќе има неколку совети кои ќе ви послужат. Така да не одолговлекуваме многу, може да започнеме. Како прво ќе кажеме накратко за програмските јазици. Значи ти како програмер кога пишуваш програма му даваш наредби на компјутерот кој тој треба да ги изврши. Сега постојат голем број од овие така наречени програмски јазици и секој од нив на некој начин си е за одредена намена. Например, програмскиот јазик HTML е добар за правење веб страни, потоа Java е добра за правење игри и така натака. Едно нешто што треба да го напоменаме дека сите програмски јазици си имаат свои разлики во пишувањето на наредбите. Но кога ќе научите еден програмски јазик, после многу лесно ќе ви биде да научите и некој друг, затоа што веќе главната основа ќе ја знаете. Поред кажавме нешто за програмските јазици, а сега да видиме кој јазик е најдобро да го совладате прв. Како што кажав, има голем избор, но ја би ви препорачал да започнете со C++, затоа што еден од најпознатите јазици, доста е мочен и флексибилен и поради тоа ќе најдете голем број на извори од каде ќе може да учите. Исто така во сите средни училишта во прва година се изучува C++, па така да доста лесно ќе совладате основата. Освен C++, други познати јазици се Python, Java, C#, JavaScript и така натака. Откако ќе одберете јазик, време е да започнете со учење. Најдобри извори за почеток ќе ви бидат бесплатните онлайн курсеви како Codecademy, GitHub, FreeCodeCamp. Ја лично учам од Codecademy и засега гледам одлични резултати. Страницата е доста добро направена. Само се најавуваш и потоа си го отбираш програмскиот јазик кој сакаш да го изучиш. Начинот на учење многу ми се допаѓа, затоа што ти кажува зашто служи некоја наредба и потоа ти дава задача со таа наредба која треба да ја извршиш за да можеш да преминеш на следната страна. Туку кога нешто не ти е јасно, можеш да побараш помош, но сепак подобро е да се трудиш сам да ги решаваш задачите, затоа што така ќе стекнеш подобра навика. Сега овие страни само ќе ве научат како да ги користите наредбите, но потоа станува на вас да го вежбате наученото. Затоа ќе ви биде потребна програма во која ќе пишувате код. И не, Word и Notepad нема да ви ја завршат работата. Ќе ви биде потребно така наречено Code Editor, од кој најпознати се Sublime Text, Atom, Notepad++, но ја не користам ниту еден од овие. Затоа што учам за C++, ја го користам DevC++. Кај овој едитор ми се допаѓа тоа што не заплаќа многу простор. Сигурен сум дека има и други, но доколку не сакате да побарате, ќе имате линк во дескрипција од тие што пред малку ги кажа. Сега, откако ќе снимите некој едитор, потребно е да наместите нов проект наменет за јазикот кој го изучувате. За да не биде видеово предолго, нема да ви покажам како се прави тоа. Но на YouTube има огромен број на туторијали. Само напишете how to setup името од програмата for името од јазикот. Доколку некој понатаму има проблеми, слободно нека пише доле во коментар. Кога веќе го спомнавме YouTube, тој исто така ќе ви биде одличен извор за учење. На него има огромен број на канали кои се целосно базирани кон програмирање. Ютубери кои би ви ги препорачал се Clever Programming, CS Dojo, The New Boston, потоа Да Чернов за тие што учите C++ и уште многу други. Остана да ја напоменам книгата Основи на програмирањето од Ѓорѓе Јованчевски, која не сум ја пробал, но на некој им било од корист. Во ред, сега поминува известно време, почнувате да ги сваќате основите на јазикот кој го изучувате и ќе се одлучите да го испробате тоа што сте го научили. Но понекогаш ќе налетате на грешка. Можеби ќе бидете збунети, нема да знаете каде е грешката и малку ќе ве фати нервоза. Па за да не поминувате ни тоа, постојат страници на Google каде програмери од почетници па се до највисоките нивоа заеднички си помагаат и си одговараат на нејасните прашања. Пример за ова ви е Stack Overflow, Programming Community на Reddit, D-Zone. На сите би ви ги препорачал овие страници, затоа што ќе ви бидат од голема корист и многу нејасни прашања ќе ви ги разјасна. И тоа е се за почеток. Единствени совети кои што би ви ги дал се додите чекор по чекор и тоа што го правите, правете го со љубов. Се надевам дека ви се допадна ова видео, доколку ви се допадна не заборавајте да оставите лайк, сабскрибнете се, уклучете го звончето за нотификации и доколку сакате да изгледате уште некое видео поврзано со компјутери, тогаш кликнете на некој од препорачаните видеа. А ние се гледаме во наредното видео, до тогаш поздрав!